4 работи без кои не можеш да дојдеш до внатрешниот мир. Господ. Сине мој, сега ќе ти го покажам патот кон мирот и кон вистинската слобода. Слугата. Направи го, Господи, тоа што велиш. Сакам да слушам за тоа. Господ. Грижи се, сине мој, да ја извршуваш повеќе туѓата волја отколку својата. Секогаш одбирај го помалкуто отколку повеќето. Барај го секогаш последното место и подчини им се на сите. Секогаш сакај и моли му се на Бога неговата волја да се исполни врз тебе во се. Оној што прави така, го пронашол патот во мирот и спокојот. Слугата. Господи, тие кратки поуки содржат големо совршенство. Во нив има малку зборови, но затоа се полни со смисла и обилни со плод. Ако верно им се придржував, не ќе паѓав толку лесно во забуна. Зашто секогаш кога ќе ги изгубам спокојството и мирот, согледувам дека сум одстапил од нив. Но ти, кој можеш се и кој секогаш им сакаш напредок на душите, зголеми ја својата милост спрема мене, за да можам да постапувам според Твојата наука и да го достигнам своето спасение.